Дали електричните автомобили може да се полнат на обичен куќен штекер? Одговорот секако е да, но само во неопходни ситуации, бидејќи тој е конструиран за помалку изискувачки случаи и може да биде опасно кога е подложен на подолго оптоварување, како што е полнењето електричен автомобил. Имено куќната мрежа е проектирана за максимален проток на струја од 16 ампери, со што теоретски може да се постигне моќност на полнење од 3,7 киловати. А тоа пак значи дека батериите на електричен автомобил во зависност од капацитетот може да се полнат и до 20 часа. За тоа време штекерите и електричната инсталација, односно каблите во зидовите, сериозно ќе се загреат и може да предизвика пожар. Ризиците ги зголемува и факторот дека возилата најчесто се полнат ноќе кога луѓето спијат и опасностите можат предоцна да бидат забележани. Дополнително, при полнењето на електричен автомобил на обичен штекер загубите на струја изнесуваат од 10 до 30% токму заради прегревањето на инсталацијата. Затоа секој возач што сака да купи електрично возило задолжително мора да планира набавка и на соодветен полнач. Доволен е оној од 11 киловати. Секој зиден полнач има посебни заштитни механизми кои го ограничуваат протокот на струја во случај да се детектира прегревање, со што се намалуваат загубите и зголемува безбедноста. Меѓутоа, пред вградувањето на ваков полнач треба да се провери електричната инсталација од страна на професионално лице. Неговата нестручна монтажа може да доведе до сериозни ризици.